ми треба совет. Каков проблем имаш? Другарка ми не престанува да плаче. Аман, што се случило? Наставничката по танцување рече дека нема да учествува на следниот надпревар. А досега без неа не се замислуваше ни еден наш настап. Сигурно има причина зашто е тоа така, нели? Наставничката вели дека другарка ми е многу талентирана, но во последно време отсуствуваше од часовите и кога доаѓаше не вежбаше баш. И сега плаче. Не знам како да ја помогнам. Па, ќе й кажеш дека сега е доцна да плаче. Ќе й кажеш дека била вообразена, мислела дека е најдобра и со самото тоа си наштетила на себе си. Но не е ништо страшно, се може да биде поинаку. Ако пак се отепа од вежбање на часовите како некогаш, Токму така. И знаеш, уште што друго можеш да направиш? кажувај. Можеш да ја раскажеш басната за зајакот и за желката. Слушај, си бил еден зајак. Си била една желка. Зајакот, како и сите зајаци, бил многу брз, а желката се правела полека. Еден ден се сретнале на една цветна ливада. Желката учтиво го поздравила зајакот и му рекла: "Слушај, зајаку, се обложувам со тебе во што сакаш, дека ќе стигнем во шумата пред тебе." "Зборуваш глупости, Желко?" се изнасмеал зајакот. "Јас, кој трчам подобро и од најбрзиот пес во селото, јас, кого не може да го стигне ни најбрзиот ветер, зарем јас да ја изгубам трката? О, Желко, глупава Желко." Желката била упорна. "Не си фер, дај ми шанса." "Па, како сакаш? Ајде, прифаќам да се обложиме," рекол зајакот брзо, застанал до желката и почнал да брои. 1, 2, 3, тргнуваме! Желката веднаш тргнала. Брзала колку што можела, но тоа сепак не било брзо трчање. Полека се движела напред, но не гледала ни лево ни десно. Гледала само пред себе, гледала таму каде што била шумата и каде што сакала да стигне прва. А зајакот, тој не ни тргнал. Стоел и размислувал. "Зашто да брзам?" си рекол во себе. "Имам време. Оваа желка се влече како полџав. Еден мој скок, нејзини 100. Можам да седнам, да се одморам, да попасам тревичка. Сето тоа можам да го направам и пак да стигнам на време пред желката." Како што си рекол, така и си направил. Седнал и со подсмев ја гледал желката како полека се движи пред него, како не гледала ни лево ни десно, како гледала само пред себе, гледала таму каде што била шумата и каде што сакала да стигне прва. Зајакот ја гледал, а мустаките задоволно му се смешкале. Убаво се поднаместил под едно дрво, дури и се протегнал. Кога пододморил, почнал да се чести со тревичка. "Ням, да си апнам, да си го наполнам стомаков и со полн стомак побрз ке бидам од желката влечка", си мрморел така сам за себе зајакот. Но, во еден момент се стаписал. Од изненадување не можел да се помрдне. Желката никаде ја немало. Ја барал со поглед на сите 4 страни, но од неа ни трага, ни глас. А таа, желката влечка, веќе била крај шумата. И требал само еден миг, па да стигне прва и... стигнала прва. Доцна зајакот тргнал по неа.
Доцна почнал да трча, доцна јурел како ветер, доцна трчал како што ни најбрзиот пес во селото не би можел да го стигне. Доцна. Кога дотрчал, целиот зазбивтан до шумата, желката сладко му се изнасмеала. И сега кој е глупав? Кој? Се јасно. Друг пат, зајко, биди поумен и немој да заборавиш дека често и најголемата брзина не помага. Ако не си ја почнеш работата на време. Вообразенко ниеден. Да одам кај другарка ми. Знам што да ја кажам.